Најпрво, добар ден и ви благодарам што прифативте да бидете дел од емисијата на ромски јазик и андипе при Македонската радио телевизија. Бајр Здружена акција во Битола работи на кампања за вклучување на роми во образованието. Ќе може да не запознаете за каков вид на проект станува збор, со која цел и кои се активностите вклучени. Проектот Бајр Здружена акција за вклучување на роми во општина Битола представува заеднички проект на три организации: италијанската невладина организација Козви, Преда Плюс фондација од Битола и општина Битола. Овој проект е финансиран од Европска унија, е со цел да се поттикне социоекономска вклученост на ромската заедница во општина Битола. Генерално ова е еден вид на поголем проект кој што започна да се реализира во јануари оваа година и ќе трае наредните 3 години и опфаќа повеќе сегменти. Еден од сегментите е јакнење на заедницата, односно зголемување на капацитетите и можностите на ромската заедница за интеграција во социјалната средина. Па поради тоа имаме и тим за поддршка од тројца членови кои што работи директно во местната заедница Димитар Влахов, која што се наоѓа во населба Бајр, каде што е сконцентрирано најповеќе ромското население во Битола. Потоа вториот дел од самиот проект Урбана на доградба, односно целта на овој дел е да се подобрат условите за живот на ромската заедница која што живее во оваа населба, со донесување на генерални урбанистички план за општина Битола, како и детални планови за оваа населба. Во третата компонента, која што работи на социјалните права, овој проект е насочен да се зголеми пристапот на ромското население кон здравствена заштита, кон социоедукативни услуги и кон вработување. Со цел да се овој дел од проектот да се исполни, планирани се активности за подигање на јавната свест. Значи, во текот на овие 3 години, колку што е планиран да се реализира овој проект, би се реализирале околу 7 кампањи за подигање на јавната свест за различни прашања кои што ги засега ромското население кој што живее во оваа населба. Прва од кампањите кои што ги реализиравме како проект беше баш кампањата за образование, со оглед на фактот дека образованието е еден од најгорливите проблеми со кои што се среќава ромското население, не само во Битола, туку воопшто и на ниво на Македонија. Самата кампања ја реализиравме во соработка секако со Основното училиште Ѓорги Сугарев, каде што во општина Битола таму учи поголемиот број на дечиња од ромската националност. Исто така со останати здруженија кои што работат на ромското прашање во општина Битола, како и со поддршка на образовните медијатори кои што работат под капата на Министерството за образование. Пред се бевме контактирани ние од страна на училиштето Ѓорги Сугарев поради многу малиот број на вклучени, односно запишани првачиња во прво оделение во месец август, значи оваа година, кога требаше да е бројот на запишани првачиња веќе покриен, да речем. Директорот на училиштето не контактираше со тоа што од вкупниот број на дечиња кои што беа на списокот, само 37% беа во тој момент запишани, па се обрати со некаква порака до нас да ако може некако да влијаеме да овој број на дечиња се запишани прводеленци се зголеми. Така и се роди креирањето на самата кампања. Ние решивме дека како една активност која што можеби излезе како адхок активност која на брзина можеби ќе ги поттикне дечињата да се запишат, организирана како еден вид на хуманитарна активност. Преку самиот проект обезбедивме 75 ранчиња и школски прибор за сите запишани првооделенци во ова училиште, што ми се чини на краток рок, тогаш беше многу убава активност, така да преку таа иницијатива на 1 септември кога ги делевме овие ранчиња,
успеавме да речеме резултатот од 37% запишани да го подкрениме на 70% запишани дечиња во прво оделение, што сепак морам да кажам дека не го исклучува фактот на решавање на овој проблем. Се уште имаме проблем со вклучувањето на ромските дечиња во училиште и со големото осипување, кој што трае се уште до ден денес. Значи, ние успеавме еднократно во месец септември и октомври да го зголемиме бројот на запишани дечиња првоотделенци, меѓутоа морам да кажам дека проблемот се уште се јавува и ние успеваме некако да се вклучиме во негово решавање заедно со училиштето Ѓорги Сугарев, меѓутоа можам да кажам дека во моментот во училиштето Ѓорги Сугарев има околу 120 ромски ученици кои што работат со родителите сега за да се вратат во процесот на образование. Значи осипан имаме околу 120 на дечиња баш сега во моментот и работиме на едни советувања и консултации со родителите заедно и со основното училиште Ѓорги Сугарев за некако на некој начин да се реши овој проблем. Се надевам дека вашите напори ќе резултираат со голем успех и децата осипани ромчиња ќе се вратат на училишните клупи. Меѓутоа, вие како дел од проектот подготвивте и документарен мал филм. Сметавме дека за да направиме некакво поместување, односно некоја позитивна промена, морам да кажам првенствено дека осипувањето и невклучувањето на ромските деца во образовниот процес пред се должи на големата сиромаштија и економските услови и општо животниот стандард и условите во кои што ова население живее. Морам да ги кажам дека претходно истражување направено од Фондација Преда Плюс, кое што беше во 2020 направено на терен во Баир населбата, според ова истражување имаме 77% на невработеност во оваа населба и над 70% од овие граѓани живеат со месечен приход помал од 12.000 денари. Кога ќе земиме во предвид оваа економска ситуација, можеме да сватиме зошто вклучувањето на децата во образовниот процес е на толку ниско ниво. Значи, адресирањето пред се на овој проблем лежи првенствено во сиромаштијата и во животните услови кои што постојат во оваа населба. Образованието на еден начин е тука многу битно за ова население да се разбуди една висока свест дека самото вклучување во образованието по дефолт ќе го промени и квалитетот на живот на ова население. Поради тоа ние се обидовме во ова видео да избериме 4 приказни реални од млади луѓе од населбата роми кои што имаат завршено факултетско образование и кои што ја раскажуваат во овој филм нивната животна приказна на толку еден едноставен и инспиративен начин што гледачите навистина ќе можат и да видат со цел да ги инспирираме сите други дечиња и родители дека навистина е можна промена во квалитетот на животот доколку вложиме во самото образование. Приказните се избрани различни за секој, меѓутоа се толку позитивни, со толку убава енергија, што ние се надевавме. Без разлика на истражувањата на терен и на тешката ситуација што претходно ја споменав, дека овие приказни на некој начин ќе успеат на некој начин да ги помрднат работите од мртва точка, бидејќи резултатите, мислам, ситуацијата на терен навистина е загрижувачка. Кога се знае дека 84% од граѓаните кои што живеат се со основно образование или без образование воопшто, што е навистина поразителен факт и вклучува таа образовната структура на самото население, додека исто така имаме многу мал број на роми кои што завршиле факултет, тоа е 2% сега се движи во однос на истражувањето кое што Преда Плюс го правеше, меѓутоа тие 2% е убаво да се најдат, да се соберат на едно место и да ги споделат нивните инспиративни приказни, да го зголемиме тој процент на луѓе кои што навистина вложиле во своето образование и еве успеваат да направат некакви промени во нивната заедница. Идни активности на Преда Плюс за вклучување во
образованието на ромите, за интеграција на ромите, за подобрување на социоекономската состојба? Планираме во текот на самиот проект, значи во однос на социјална интеграција, сега што току ни заврши проектот од културните настани планирани во склоп на проектот. Тоа беше една краткотрајна двомесечна школа за цртање наменета за дечиња од населба Бајра од различни националности. И школата ни заврши сега пред 2 дена со една многу убава изложба која што организиравме во Центарот за култура во Битола, каде што беа изложени сликите на овие дечиња кои што во 2-месечната школа за цртање учествуваа во населба Бајри. Можам да кажам дека имаше многу позитивен импакт врз заедницата општо и врз ромската заедница, врз градот Битола и врз се ова навистина интересна активност која што се случуваше. И морам да кажам дека вакви активности, особено со дечиња, се преку потребни во нашиот град, особено со оваа заедница, каде што имаат потреба од поголема интеграција и, да речем, поголемо ниво вклучување во социјалниот живот. За жал, овие се активности кои што се премногу кратки и мали, бидејќи целокупната цел на проектот е некаде целта во урбаната регенерација и подобрување на животот, меѓутоа радосни сме што на некој начин можеме да помогнеме со вакви мали активности. Следните активности ќе биде едукативна кампања за здравствена заштита, која што ќе се реализира сега во декември, во процес на планирање сме, особено ја планираме оваа кампања за заштита на женско здравје и пристап до гинеколог. Потоа ќе имаме исто така за социјални права, за домување и различни други теми кои што ќе видиме во текот на следната година ќе се појават. Благодарам за разговорот и ви посакувам успешна реализација на проектите. Ви благодарам Ива за поканата и се надеваме ние дека со нашите активности барем малку ќе можеме да ја подобриме ситуацијата на граѓаните во општина Битола, особено на ромското население кое што живее во нашиот град. Филис Алиу, како член на тимот за поддршка на проектот Бајр здружена акција на Битола, работите со децата целна група на проектот. Ки може да не запознаете со какви активности работите, што се е вклучено во вашите секојдневни работни задачи? Така, здраво. Прво ви благодарам за гостувањето. Како прво сакам да напоменам дека ние сме моментално функционираме како тим со 3 членови и сите ги делиме скоро истите задачи. Нашиот проект главно е урбанистички план, подготвување на детален урбанистички план, но сепак покрај основната првата активност ние имаме исто така и останати активности кои се фокусираме на здравството, образованието, хигиената, комуналните услуги, секторот за социјална заштита и слично. Едноставно ги поддржуваме сите потреби и кои му се потребни на нашата заедница во општина Битола. Така да, околу проектот за вклучување на деца роми, што се работевте на терен, која беше мотивацијата? Значи, како прво мотивацијата истакна од тоа, добивме покани. Јас сум исто така и образован медијатор и како образован медијатор и како член на нашиот проект, се фокусиравме на терен, односно за да ги мотивираме нашите ромчиња, му додававме ранчиња и школски прибор со цел да се зголеми бројката на роми запишани во прво одделение. Така, ми беше напоменато дека нудевте помош и на децата за стипендии, потполнувавте апликации. Да, точно така. Покрај таа активност, каде што теренски ги мапиравме дечињата од прво одделение и ги запишувавме во училиштето Ѓорги Сугарев Битола, мојата активност е насочена кон сите ученици од прво до девето, од средно образование и од високо образование. Достапна сум за нив за секакви потреби, му пополнувам апликации за стипендии, моментално имавме подпишување на договори, па во однос на печатењето на договорите, доколку ми
им беше нејасно во однос на пополнувањето на договорите им помагав, така да достапна сум со сите дечиња со цел да се зголеми бројот на образовани роми во општина Битола. Нашата цел и мотивација е тоа да го подобриме статусот на образованието во општина Битола. Ека, во моментот работите на советување на родителите на осипани деца роми од образование. Точно, да. Во нашиот проект, во нашата канцеларија во местната заедница Димитар Влахов, претходно имавме одржано советување на родителите каде што децата им се осипани или па не се редовни во нивната настава. Тоа го направивме во склоп со педагошката служба на училиштето Ѓорги Сугарев и од општина имаше службеник кој беше од делот на образование. Исто така и јас како образован медиатор ги мотивиравме со цел да му искажеме важноста на образованието, колку е тоа битно. Имаше подобрување во однос на тоа, бидејќи тоа советување се одржува два пати на неколку месеци и сметам дека има подобрување бидејќи доколку продолжуваат да бидат осипани децата на кои што им веќе пружено советувањето, тие веќе ги превзема образовниот инспекторат со што ќе им биде пропишена казна.